Денеска продолжија и преговорите меѓу синдикатите и владините представници во Економско-социјалниот совет за новата методологија на платите со која би требало да има зголемување на платите во јавниот сектор. Седницата е следи Огнен Чанчаревич, го вклучуваме во овие вести. Огнен, има ли најава за некаков договор овој пат? Да, Алиса, како што кажа во најавата, и ти би требало да се зголемат платите во администрацијата. Состанокот заврши пред неполни половина час. Представниците на синдикатите излегоа по состанокот, дадоа изјави, значи повторно има поместување, повторно има напредок, но договор нема. Тоа е сижето на денешната средба. Имено од владата, како што барем соопштија, од владата прифатиле транзициониот период од 2,5 години, значи од 2025 да почне таа методологија за пресметка на платите, каде што за основа ќе се зема просечната плата во државата, која што потоа би се множела со коефициент на сложеност. Синдикатите ССМ, членовите на синдикатите, тој коефициент кој што го имаат, значи работниците во јавната администрација се движи од 1 до 2,2. По тој коефициент понатака од 2025 би се множела просечната плата и тоа би била висината на примањата на работниците во државната администрација. Она што е битно е колку годинава ќе се зголеми платата. Од владата повторно понудиле едноцифрено зголемување во проценти, значи негде помеѓу 5 и 6%, за разлика од петокот. Сега синдикатите се согласни во петокот, кога имаше разногласие колку бараат да биде зголемена платата годинава. Овој пат се со заеднички, со идентичен став, тоа да биде 14,5%, колку што изнесува инфлацијата, колку што според Завод за статистика е инфлацијата во државата. Со тоа би се покрила барем разликата во инфлацијата која што ги јаде платите на работниците. Исто така од синдикатот соопштија дека бараат од владата да се укинат тие 78% зголемување на платите на избраните функционери и тие да добијат како и сите други 14% повисоки плати, а не и на тоа зголемување повторно да им се зголема за 14,5%. Сега предлагам да ги погледнеме изјавите на представниците на синдикатите дадени овде пред владата по состанокот на Економско-социјалниот совет. Општиот колективен договор мора да важи за сите подеднакво. Не можеме да дозволиме ние како представници на работниците 78% зголемени плати на функционерите да се зголемат за дополнителен процент, без оглед на тоа дали е 3% како што беше на претходната седница, 6% како што беше предлогот од владата на оваа седница, или пак тоа што го бараме ние 14,5 или 12,55 или па 10,9%. Нема да дозволиме функционерските плати дополнително да растат на ваков начин. Работниците во јавниот сектор треба да бидат уверени дека синдикатите се едногласни по прашањето, дека нема таков човек, нема таков синдикалец што ќе подпише общ колективен договор на нивна штета. Секако усогласување на плати под овие проценти би значило свесно назадување на нашиот буџет. Ние тоа сигурно дека нема да го прифатиме и прво и основно за оваа 2023 година тоа мора да го сработиме. Транзицијскиот период на усогласување на платите во 2024-2025 би било за нас прифатливо кога ќе договориме динамиката на усогласување на плати согласно нашите постоечки колективни договори. Алиса, како што можат сите да чујат, значи синдикатите остануваат на своите барања покачување на плата веднаш и за 14,5%, а од 2025 нова методологија со општиот колективен договор, каде што просечната плата би се земала како основа. Преговорите помеѓу владата и синдикатите продолжуваат. Во среда е нов состанок, во среда е закажан нов состанок, но не тука во владата, туку во Министерството за финансии, каде што според нашите информации веќе ќе почнат да работат тие работни групи од владата и од синдикатите, за да може некако да ги доближат процентите за кои што би се зголемила платата и да се донесе тоа конечно решение, тоа конечно зголемување кое што би се применило од септември.